Здраво на сите. Колку време пред да го отворите ова видео потрошивте скролајќи на TikTok, Instagram, Facebook? Па, сигурно многу. Знам, relatable. И јас сум го правела истото, ама во последно сватив дека тоа е искрено за џабе потрошено време. Па зошто за џабе? Пример, не се сеќавам на ништо од тоа што сум гледала. Да, може ќе се погоди едно-две видеа, што ќе ги запамтам, што ќе ми оставиле некој впечаток, што ќе ми биле тро смешни, па сум ги гледала на репит, ама и толку. Од еден куп сати, само 2 видеа по 15 на секунди, толку запамтени, ни една обврска завршена, ништо ново, интересно направено. Наместо да се потроши тоа време, да се видат некои пријатели, да се излезе негде, да се прошета, да се завршат тие некои обврски, тие се потрошиле со сати на интернет. И замислете, само 1 сат дневно, тоа прави 36,5 сати годишно. Тоа е се 1 ден и 1 ден и пол. 1 ден и пол во цела година кој да се избришал. А никој од нас не седи само 1 сат на телефон, на интернет, 2, 3, 4, најчесто многу поќе од 5 сати, така скролајќи, гледајќи видеа. И така би заминал, ако се повторва тоа на секоја година по година, ќе замени пола живот и на што ќе се навраќаме. Потом ќе се чудиме зашто немаме некои спомени, зашто на ништо не се сеќаваме, а наискрено не ни има можност како да се сеќаваме. Нашиот мозок не може да прими толку многу различни информации во кратко време. Као не може да ги запамти. А и да изгледаш некој подкаст, некој филм, тоа е нешто подолго ќе се научи, ама тие кратки видеа по 15 секунди, ништо. И си реков, Ана Марија, дај размисли малце, сигурно можеш нешто да направиш поинтересно од само да скролаш малце, гледаш истото по истото се повторва, истите работи, само различни луѓе ги прат. И пробав да си најдам некои активности, што помалце да седам на социјални мрежи. Пробвам поќе да читам, да излегвам надвор, поќе да посветвам време на студиите, да се дружам, да гледам да направам некои нови интересни активности. Но да опоминам времето на начин на кој следно виднина би се сеќавала на тоа што сум го поминала. И посебно сега, кога почнуваат се појки видеа да се прат со вештачка интелигенција, како што се користи вештачката интелигенција. Значи, претходно ние ако сме го трошеле времето, гледајќи видеа во кои се гледат тугите моменти, тугиот живот, сега се појќе гледаме живот кој не ни постои. Овај пат не е само виртуелен, туку и нереален. Јас, например, кога ќе гледам некој видео, дори објава, шо и да е напишано, не напишано во видео, било како, не знам поќе дали е вистинско или не. И сега ќе сум си речела, ова видеото баш интересно, баш во сеќавање ми остае едно специфично видео, кај што коза ја емитираше собственичката, кај што таа ги правеше јога позите. И јас си реков, ова е кјут. Ама ја отворив коментарите
И после ми текне, чеки се, дали стварно Ана Марија, дали стварно козата стварно почна јога да прави? Епа не почна козата јога да прави, туку се напишало на AI, на ChatGPT или не знам, стварно не знам по кои програми се користат за вештачка интелигенција, се користи козава да прави јога и козата прави јога. А јас мислев тоа дека е вистина. Замислете му се смеевме на нашите, кој ќе гледаја разни објави и се што ќе помисле дека е вистина, ќе се излаже од нешто, а сега сме ние таа генерација која е излажана од вештачката интелигенција. И така, сега многу работи се понереални и се појки го има, пристапни се до секој може да отвори било каков софтвер за вештачка интелигенција, да направи некоја слика, некој видео, некој текст, шо и да го читат другите, да мислат дека е вистина, ама не е, и го трошат времето на лаги. Тука се бојувам и јас самото и ете, и сум гледала такви видеа, ама од сега се појки ќе гледам да го живеам мојот живот, да бидам во реалниот свет, да си наоѓам некои своји активности и помалку да седам на телефон. И со тоа се надевам дека се подобро би ми станало менталното здравје, па и физичкото здравје, теко не седам цело време на телефон и да лежам, туку правам нешто во движење или нешто шо и да е. Телото ќе ми заблагодари, не? Епа така, ви благодарам што го гледавте ово видео и ви посакувам се најдобро, а и ви посакувам повеќе да сте присутни во моментот, да не бидите постојано на телефон. Уште еднаш, фала што гледате видеото и се гледаме во следното. Чао!